Добро утро, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во денешното издание на Фактор здравје. Секој месец во текот на годината е посветен на подигнување на свеста за превенција од одредени здравствени проблеми, односно од одредени заболувања. Во месец мај, меѓу другите, посветен е и на подигнување на свеста за превенција и рано откривање, односно кои се информациите што мора да ги знаеме за да го откриеме навреме карциномот на кожа, посебно меланомот, бидејќи тој е единствениот карцином кој што може да се види со голо око. Како да го избегнеме и како да го превенираме на оваа тема, разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација Дерманова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Што велат статистиките? Колку е смртоносен? Колкава е честотата на карциномот на кожа? Што е она што треба некогаш да не загрижува и да не наведе дека редовно треба да правиме дерматолошки прегледи? Карциномите на кожа се всушност најбројните карциноми. Доколку ги ставиме на едно место сите карциноми на човекот, на другото место ги ставиме карциномите на кожа, таа група ќе биде повисока, побројна. Тоа сведочи за бројноста на овој тип на карцином на кожа. За среќа, најбројни се базоцелуларниот и спиноцелуларниот, кои што не се толку опасни, меѓутоа сепак се работи за карциноми на кожа. Најредок е меланомот, можеби под 1% од сите карциноми, меѓутоа неговата смртност е многу висока. Дури 80% од смртните случаи кои настанале поради рак на кожа се настанати поради меланомот. Затоа е многу важно колку што да го едуцираме населението за да може навреме да се јави на преглед, бидејќи само доколку човекот препознае дека има нешто на неговата кожа што е потенцијален проблем, дури можеби да биде и животозагрозувачки, само тогаш ќе се јави на преглед. А ние дерматолозите не можеме да помогнеме доколку пациентите не дојдат кај нас. Значи, тоа е основното, затоа и сите овие гостувања и едукации што ги правиме, да луѓето разберат што е она што може да им наштети на некој начин, дури и животот да им го стави под знак прашање. А што е тоа? Најчесто некоја нова промена на кожата. Значи, буквално може да биде како една зголемена пигментација, може да биде како раничка која никако не заздравува, дури и после месец дена, може да наликува на лузна, може да биде розеникаво, може да биде и многу темно во боја. Едноставно грдо пајче на вашата кожа. Нешто што не наликува на останатите промени на кожата, треба да ве натера да дојдете да го проверите. Не треба да боли, не треба да чеше, не треба да има никакви други симптоми. Доволно е да биде ново, особено на возраст после 4-та или 5-та деценија. Да го забележиме како промена на кожата. Таа добра информираност и добра едукација ќе значи дека секоја сомнителна промена или нешто што одстапува од она што претходно нормално било како изглед на нашата кожа, треба да не наведе така да. Тоа треба да биде доволна причина да дојдете на преглед. Меѓутоа, и како превентивен, како еден вид на скрининг, како што правиме, например, за рано откривање на карциномот на грлото на матката и останатите карциноми што се во таа една национална стратегија и се поттикнати на некој начин, или имаме бесплатни прегледи во тој смисол, така треба да биде и за меланомот. Бидејќи меланомот е единствен кој може да го видиме, прегледот е неинвазивен, лесно може да се открие, а со тоа спасуваме живот, бидејќи е животозагрозувачки единствен карцином кој што може да метастазира, да се прошири низ целото ваше тело, дури и по неколку месеци. Значи, затоа е битно раното откривање. А од друга страна, ако го фатиме додека е во првиот, најгорниот слој од кожата, буквално можеме да го излекуваме. Значи, само со една хируршка интервенција ние можеме да се излекуваме од меланом, од рак на кожа, што за разлика кај другите карциноми е малку потешко. Постојат и многу стравови, многу митови околу бенките, нешто што можеби не тера да не го направиме прегледот од страв, ако ни речат и ни препорачаат дека треба да се отстрани, можеби ќе се случи нешто пострашно, треба да го надминеме, нели, тој страв и таа стигма, така и редовно да проверуваме. Имаме доволно време во емисијата за се да објасниме и добро да не информирате, нели? И на овој начин сите да се едуцираме, па во секоја следна прилика кога треба да направиме дерматолошки преглед, продолжуваме веднаш по рекламите. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам да се јавите и да поставите прашање.
Со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација Дерманова, зборуваме за карциномот на кожа, меланомот. Доктор Верче, комплетно професионално сте посветена, вашата професионална определба и работа и посветеност е најмногу на меланомот. Многу често сте присутна на предавања, односно како предавач надвор од нашава земја и во обкружувањето и малку подалеку, дали е тоа со физичко присуство, дали е онлайн, значи веројатно многу со вас, ама значи и за вас и значи и како прибирање на ново искуство и примена на истото овде кај нас. Така. Па имам вложено доста во едукацијата, значи единствена сум тука со професионална диплома која што ја издава Универзитетот на Квинсле, тоа е австралиски универзитет. Онлайн е едукацијата, меѓутоа трае 2-3 години и е прилично комплексна со предавачи, најдобрите дермоскописти од целиот свет. И бидејќи имам толку многу искуство, толку многу знаење, едноставно сакам да го споделам, бидејќи како што кажавме претходно, не е доволно она што ние го знаеме, туку тоа што народот, обичниот граѓанин треба да го препознае за да може ние да помогнеме. И тоа ми е едно мото. Значи, не мора само мај да биде месец посветен на борбата со карциномот на кожа, со меланомот, бидејќи е безпредметно ако нешто го имате на вашата кожа и го гледате секојдневно, да го оставите така, да се развива, а не се може да го игнорирате, така? Да ви наштети и тоа страшно. Така, да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете со прашањето. Јас сум операција праена од бенка на ногава. Во Скопје исто. Така. За 12 дена дојде до лифните жлезди и лифните жлезди ми ги направија операција. Сега за душево се појави една не бенка, него некој израсток. Кафен. И на грбов ми се појавија бенки. И не знам дали сега во брзо време сте направиле преглед да се види за кои се тие нови промени што ви се појавиле на кожата? А за душево, некогаш кога ќе лежам на деснава страна, дури коската околу ушето ме боли. Добро. Неопходно е... Доволно е така, доктор Верче, ви благодариме. Да се направи преглед. Фактот дека најверојатно пациентката имала меланом на ногата, штом се проширили во лимфните јазли, најверојатно, и личел на бенка, како што кажа, бидејќи најчесто е така, ја става во ризична група, бидејќи пациентите кои што веќе еднаш биле оперирани од меланом, имале еден меланом порано, имаат многу повисока шанса во текот на животот, особено првите 3 години по операцијата, да развијат меланоми на друго место или пак овој да се врати. Фактот дека ова не е во боја, исто така не мора да значи дека не е меланом. Иако, најчесто, карцином израсток кој што не е во боја и е малку подсврстна палпација и се наоѓа на фотоекспонирани регии, знае да биде сквамоцелуларен карцином и тој обично знае и да боли, бидејќи се шири околу нервите. Така да оваа симптоматика може да упатува на тоа, меѓутоа неопходно е да се направи дермоскопски преглед, задолжително да се прегледа, бидејќи, како што реков, ризикот кај пациентите со веќе опериран меланом, па дури и било кој карцином на кожа, е многу повисок. Исто така многу важно е да во семејствата кај што има еден член од семејството кој што имал меланом, да се прегледаат останатите, бидејќи исто така тој генетски ризик е многу повисок кај нив отколку кај општата популација. Да се превенира, значи, на некој начин да се едуцираат во правец на превенција, бидејќи меланомот можеме да го превенираме и со паметно однесување под сонцето. Изгорениците се главен ризик фактор за понатаму да развиеме меланом во иднина на кожата. И другиот фактор, рековме, генетиката на која не може да делуваме, меѓутоа треба да бидат запознаени семејства, членовите во едно семејство каде што имаме случај на меланом. Многу често, за жал, се среќаваме и со такви ситуации во кои, да речеме, повозрастни, последно имавме таков случај, 64 годишна жена која што е оперирана од меланом и сега доаѓа на контроли и ние советуваме, мора да им кажете на вашите деца кои веќе имаат над 4 децении најчесто, да се јават на контролен преглед. Еднаш годишно, бидејќи кај нив ризикот да се појави меланом е повисок отколку кај останатите. И одговорот на тоа беше: не би сакала да ги загрижувам децата, они не знаат за мојата дијагноза.
Значи во вакви ситуации за било кое малигно заболување подобро е да се знае, бидејќи на тој начин, во денешно време многу од децата се расејани низ Европа, низ светот. Да. Значи не ни се тука, немаме чести контакти, доколку знаат дека има такво нешто во семејството, ќе направат се за да можат да го превенираат и рано да го откријат. А вака ако го криеме, А вака ако не може го кажеме, да се така пропушти. сакајки да ги заштитиме, Да. така да не се загрижуваат, Имаме можеме да контраефект. направиме нешто лошо, оти буквално на секоја возраст. Не знаеме кога. Секој од нас може да биде Точно. под ризик да се добие меланомата. Како? Кога имате фамилиарна историја на карцином, без Зошто оглед секогаш- за тоа да. за кој орган станува збор, Нели, треба... докторот прво прашува дали имате нешто слично во семејството, Да. бидејќи од генетиката не може да избегаме. А понатаму следи нели она превенција во смисла на изложеност на УВА зрачењето, бидејќи тоа е докажан карциноген, значи докажано е дека продолжената незаштитена изложеност на УВ зрачи со години и изгорениците особено во детството и во младоста, бидејќи тогаш најчесто ги добиваме, потоа се штитиме. Да. Тие се факторот на ризик понатаму во животот, значи не се јавува карциномот веднаш што ќе изгорите, туку после еден латентен период од 3-4 децении. Така. И затоа и уште едно мощно важно, младата популација да се штити повеќе, значи тинеџерите, адолесцентите, бидејќи во тој период карцином на кожа е далеко од нив, тоа се смета дека воопшто не ги засега тој проблем. Меѓутоа, најмладите пациенти кои што јас ги имам досега откриено, значи меланом, беше 26 годишен, а базоцелуларен карцином и тоа беше на скалпот 27 години. Така да буквално никој не е амнестиран од меланома. Тоа е еден многу подмолен карцином, рак на кожа, кој што може да се јави на било која возраст, кај било кој тип на кожа, дури и кај лица кои што имаат потемна кожа и не гора толку, ради генетиката, може да се јават во било која форма, може да бидат и без боја, не мора да бидат темни и црни, може да бидат рамни или испакнати. Значи, буквално во сите форми и во сите во различни ситуации, на различни места, дури не мора да се јави само таму кај што е изложено на сонце кожата. Значи, и на покриените делови може да се јави на скалпот, под косата, на стапалата, А најчесто мислиме дека прстите. тука, нели, бенките кои што ни се најизложени. Така, Ама не е на- така. и најочигледно Затоа на велам телото. со меланомот, бидејќи е многу подмолен и може многу често да изненади, да се маскира како бенигно, како бенка обично, затоа треба да бидеме многу предострожни и секој знак, наједноставен знак е грдото пајче. Едноставно имате бенка што не личи на другите. Дојдете проверете ја. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Ало? Да, ве слушаме. Чекайте, мене ми се обратува. Вие сте во програма, повелете со Добро, прашањето. благодарам. Поздрав до телевизија и до докторка. Ви благодарам. Вака, на десна страна од вратот ми се јавljат многу ситни мали као брумчиња. Едно 5-6 можда и повеќе. И тоа задних пола година. И ми се чини дека се прошируваат. Тоа е прашање. Добро, ќе треба да одите да ги прегледате, односно има начини за да се отстрануваат, тие се оние Може да се работи за што ги- папиломи, меѓутоа Така. може да се работи за некој вид на оси, бидејќи е релативно кратко, има повеќе промени на кожата, треба да се прегледа. Папиломите се бенигни зрастоци, боја на кожа, кои што се меки на допир и како да висат на петелка и се лесно препознатливи, меѓутоа сепак мора да се направи тој дермоскопски преглед за да бидеме сигурни во нивната природа. Бидејќи како што реков, оној амеланотичен или меланом кој што нема боја, значи тоа е буквално боја на кожа или розеникав, може да имитира дури и папилом. Така, карциномот на кожа не е проблем само на кожата. Така. Обично луѓето сметаат дека карциномот на кожа е само во ниво на кожа, не може да наштети, не е ништо страшно, тоа е една обична флека или пигментација која што не ми смета, не ме боли, не чеша, многу полека се развива најчесто во најголемиот број на случаи, бидејќи 70% од меланомите се површинско ширечки. Меѓутоа сепак секој меланом е потенцијален убиец, бидејќи има можност за метастазирање. Штом го пробие вториот слој, каде што се крвните садови, значи
после онаа фаза инситу или нулта, веќе станува потенцијален убиец. Значи може да метастазира многу брзо во лимфните јазли и во далечните витални органи и со тоа да го загрози животот. Има и една форма која е многу агресивна. За среќа, само 15% од меланомите се нодуларни. Тоа се оние како испакнато, како топче, како брунче. Пак ќе кажам, не мора да биде црно, може да биде и розово и црвено. Сега да не се збуниме со обични бубулички и брунчиња. Поентата е кога имате промена која што е поинаква од другите, еве и розова да или боја на кожа, меѓутоа расте во континуитет подолго 30 дена, се менува, треба да се јавите на преглед. Бидејќи брунчињата, останатите иритации поминуваат за недела 2, 3 максимум. Се што е после тој период и ви е малку чудно, не е како да ве каснал комарец, не личи, не чеша, малку е необично. Некогаш и самите пациенти имаат некој инстинкт, меѓутоа заради стравот не се јавуваат на преглед. Што е многу погрешно, на тој начин фактички си наштетуваме наместо да си помогнеме самите. Така, бенките најчесто ги имаме од периодот на детството, некаде до 40-тата година. Так. Ако некоја нова промена или нова бенка се појави по 50-тата, треба да се провери? Да, бидејќи бенките се нормална една бенигна промена на кожата, која што ја добиваме заради генетиката. Значи, ако нашата мајка, татко имале многу бенки, многу е веројатно и ние да имаме многу бенки. И ради изложеноста на сонце, многу често, ако имаме претерано изложување на сонце во детството, може да се зголеми бројот на бенките. Значи, 60 со 40% е генетиката со сончевото изложување. Сега, тие бенки се развиваат во младоста, адолесценцијата и најдосно до 4-5 деценија. Понатаму веќе почнува процесот на старење едноставно, целиот наш организам оди во инволуција, во едноставно па и бенките почнуваат да ја губат бојата и да исчезнуваат постепено. Затоа кај повозрастните лица негде на 60-70 години обично на кожата не гледаме бенки, туку се или кератози или кожата е сосема чиста. А остануваат само оние дермални невуси, што ги викаме, оние што се малку како испакнати, малинести. Тие ги имаме за цел живот, а останатите бенки кои што се најчесто во рамнина со кожата, кои што се мазни, тие се губат. И еден од знаците дека нешто не е во ред е ако забележите бенка кај возрастен човек, значи после 5, 6, 7 деценија, која што е силно пигментирана, односно има една убава кафена боја и ништо друго нема околу неа. Значи, тоа е исто така знак за аларм дека треба таа бенка под наводници да се провери, бидејќи бенките со текот на животот ја губат бојата, а не стануваат потемни. Така, да. Најчесто на дерматолог одиме ако имаме некој одреден кожен проблем со кожата, дали сувост, псоријаза, екзема и ред други, постојано нешто има. Дали дерматологот треба самиот кога ќе го види пациентот со многу бемки или пак некакви промени, да рече, ајде да ги провериме. Точно, најчесто и така се случува. Затоа што најчесто нели го може да го најдеме меланомот бидејќи пациентот ако не е, како да кажам, не е свесен за него, ние сепак може да го откриеме, особено ако направиме проценка на потенцијалниот ризик. Например, ако имате пациент кој што ви доаѓа со пеги на лицето или има црвеникава коса или има светла коса, светли очи и забележите дека има повеќе од 10 бенки на рацете, автоматски тоа значи дека на телото ќе има повеќе од 50 бенки и веднаш се става во ризична група. Ако немате доволно време или едноставно пациентот може и да нема, самиот да дури може да го одбие прегледот, меѓутоа вие треба да го понудите да прегледате целата негова кожа, барем горниот дел од грбот, трупот, нозете кај жените како најчести места кај што го гледаме меланомот. Кај мажите е грбот, а кај жените се нозете. И на тој начин може многу лесно да се открие меланом во рана фаза, додека се уште нема никакво ABCD правило, меѓутоа со дермоскопот да го откриеме. И тоа често се случува. Тоа е така наречен opportune screening, го викаме, кога случајно пациентот еве доаѓа, например, за псоријаза или папиломи на вратот и ние го користиме тој момент, бидејќи сега дермоскопот го користиме и за преглед на било каква промена на кожата, значи и за осипи, за оние кожни заболувања, ни помага во дијагностиката и меѓу другото ќе ги провериме и бенките, односно другите пигментни промени и ќе можеме навреме да реагираме. Значи во онаа нулта фаза кога буквално меланомот може да личи на најобична бенка. Например, најмалиот меланом што го имам откриен имаше само 3 мм.
Значи тука немате ни 6 мм, немате ABCD, се уште не е развиено. Тоа е меланом во почетниот развој. И тогаш е најдобро да ги откриваме меланомите, бидејќи тогаш имаме најчесто едно комплетно излекување. Се она што е над 1, што е во вториот слој што е навлезено, веќе ризикот за повторување, за метастазирање останува понатаму многу висок. И е поголем, едноставно како да се мапираат бемките, така? Да, ги гледате како сомнителни промени, пак некој можеби ќе треба малку порано да дојде на следна контрола, така за да се види го едуцирате пациентот, така, да нешто се го едуцирате како основно за само преглед, бидејќи пациентите не може да доаѓаат не може секој постојано ден, да секој доаѓаат, месец, така, нели? да. Само прегледот еднаш месечно, едноставно да се запознаат со промените на својата кожа, да знаат каде имаат бенки, какви се, која боја, каква форма имаат и тоа да го прават еднаш во месецот. На тој начин, ако има нешто ново или нешто се менува, ќе го забележат и навреме ќе дојдат на преглед. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме. Понатаму останете со нас, почитувани гледачи. Сакате да изгледате вака, да сте во топ форма? Можете и вие. Ние сме тимот на Lipo Diet Центар. Ќе ви помогнеме да ја намалите вашата тежина од 7 до 10% за 14 дена. Овие луѓе се нашата успешна мисија. Не заборавај, превоми клижавчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња. Продолжуваме со разговорот во студиото и кога веќе зборуваме за прегледите, за превенцијата, дермоскопот и дермоскопскиот преглед, така е најдоброто нешто кое што не може да замени ни преглед со голо око, ни преглед со лупа ако ставиме, како што гледаме и на дел од фотографите, или само да искоментиравме оваа кое што помина сега пред да зборуваме покажува за дермоскопот. како веќе меланомот го пробил тој површинскиот тој слој да. веќе навлегува А долу се крвните садови и од тука и лимфните садови, низ нив може веќе да се шири низ организмот. Затоа е битно најповршинниот слој. Еве ова исто пример на меланом, кој што е нодуларен за жал. Али тоа е тоа. Генерално, дермоскопијата е преглед кој што е безболен, значи не е инвазивен, не вклучува некоја посебна подготовка, не треба да се плашите, нема никакво зрачење, нема никакви, да кажам, нус ефекти. Значи немаме тука некоја скапа апаратура, огромна и така натаму. Еве како изгледа. Ова е најновиот модел на дермоскоп кој што е има неколку видови на светлина. Еве гледате, значи се вклучува светлото и го прислонуваме само на раката и посматраме, едноставно наблюдуваме што се случува на кожата. Овие промените на кожата со помош на дермоскоп можеме да ги посматраме и под површината, значи 1 до 2 мм буквално под површината на кожата и да направиме проценка на тие структури и да знаеме веднаш, ако е себроична кератоза, буквално првата секунда можеме да ја препознаеме. Ако имаме типична некоја бенигна промена, исто така мощно лесно може да ја препознаеме. А некогаш, кога имаме, да речеме, од тие поредките меланоми, одиме и по методот на дедукција, односно одфрлање на она што е бенигно. Ако не можеме да ја препознаеме промената дека е една од тие 5 најчести бенигни промени, а кои се тие 5 најчести? Тоа се себороичните кератози, дерматофибромите, хемангиомите, хиперплазија, оние масни брадавици, да кажам. И ако не можеме да го препознаеме она што го гледаме како едно од тие, некогаш и превентивно правиме ексцизија, особено ако е над ниво на кожа. Бидејќи промените кои што се во ниво на кожа може да ги следиме, а оние што се веќе испакнати, ако не сме сигурни дека е бенигно, 100% зборам, мораме да го отстраниме бидејќи некогаш меланомот може да помине со многу нетипична презентација. Не како во книгите класично да биде темен, црн, да има вакви структури, такви структури, некогаш е многу необичен, дури и безбоен, кој што е, да речеме, и најредок, меѓутоа токму
тие промени кои што не се така чести треба да се на некој начин да бидеме сигурни дека нема да ги пропуштиме. Така, со дермоскопот ќе забележиме и нешто што не можеме со она правило ABCD, што е така во поглед на формата, големината, бојата или Токму нешто така, друго. бидејќи ABCD е правилото за да се развие, треба и тој меланом до негде да се развие. Значи, за да даде таква асиметричност, да даде нерамни ивици, треба да почнат меланоцитите да растат во кожата. А дермоскопот ни овозможува и кога меланомот е сосем, еве ова е на пример ABCD е позитивен меланом. Гледате колку е асиметричен. А ова е многу помазно, еве примерите се на значи со рамни ивици, уедначена боја, нема ништо од тоа ABCD е правилно. Меѓутоа кога ќе го ставите дермоскопот, само тогаш може да бидете сигурни дека се работи за обична бенка или нешто тука почнало да се развива и малку еве ова е примерот. Колку веќе навлегол надолу, да. Дермоскопот брзо. ќе ни даде 100% сигурност, така? Сега тоа зависи од искуството, нели? Најмногу Барем од приближно, дермоскопистот, така, меѓутоа точноста на прегледот со дермоскоп ја зголемува она обичен преглед со лупа или со голо око за повеќе од 30%. Така да, ако имате и доволно искуство и стренирано око, бидејќи интересно е кај кожата што секоја промена е уникална. Значи, буквално немате секогаш повторување и веднаш да знаете, тоа е тоа готово решено. Значи, треба многу вежби, едукации и гледање на различни промени на кожата, за да може полесно да процените и дури 100% да диагностицирате. Јас секогаш велам дека не треба да бидеме премногу сигурни во себе, суетата да не биде на прво место. Никогаш во медицината немаме 100% точност или сигурност. Дури и кога сум сигурна, веднаш кажам 99,9 или ако има, значи дури мал сомнеш, секогаш оставаме да имаме најкомплетна диагностика која што најчесто е хистолошката. Значи затоа велам кога имаме и мал сомнеш дека нешто можеби не е обична масна брадавица, малку е чудна, не е како останатите. Нешто едноставно не се вклопува во таа сложувалка од сите тие структури што треба да ги видиме кај себороична кератоза, на пример, сум имала неколку такви меланоми. Нешто не одговара. Подобро отстранете го, отколку да оставите можен меланом да се развие, бидејќи тоа би било смртна пресуда. Затоа велам, митот не чепка и бенка. Тука најмногу ни прави проблеми, бидејќи некогаш пациентите одбиваат да отстранат нешто што е потенцијално малигно. Зошто би било тоа така? Ако не дај Боже ви кажа дека имате малигно заболување, не знам, на желудник, на било кој внатрешен орган, нема тоа да го се предомислувате и да размислувате дали веднаш треба да се сваќате направи колку е биопсија и парче сериозно. да се земе за да се испита. Истото тоа е и со кожата. Ракот е рак било каде. Така, да. Затоа информираноста, едукацијата и што повеќе информации допираат до нас, така малку повеќе свеста ќе се зголеми. Оние со многу повеќе бенки треба да прават почести дерматолошки преглед? Па, генерално за општата популација рековме еднаш годишно. И сега ако имате еден фактор на ризик, може тоа да го зголемиме, меѓутоа повеќе од 2 пати годишно нема потреба. Најчесто се тоа, нели, светли кожи, светли типови, многу бенки, историја на многу изгореници во детството, во младоста, некој од членовите на семејството да имал карцином, особено меланом, или пак претходно вие да сте имале меланом, и има една група во тие ризични групи, тоа се трансплантирани пациентите со трансплантирани органи на имуносупресивна терапија, кај нив имаме поголем ризик за развој на оние сквамоцелуларните, да речеме, така да во секој случај тие што имаат повисок ризик треба да обрнат повеќе внимание. Меѓутоа интересно што е, оние што знаат дека се во ризична група повеќе се чуваат, се пазат под сонцето и доаѓаат на редовни прегледи. А многу често меланомот се јавува кај пациенти што немаат никакви ризик фактори и најчесто кај нив го откриваме со случаен преглед. Затоа велам дека никој не е амнестиран од меланомот. Затоа треба да внимаваме и било што се појави на нашата кожа што е малку невообичаено, чудно, грдо пајче, да го провериме. Еве како се проверува, не боли, не е страшно, релативно брзо е. Преглед кој што ни дава многу информации во моментот. Младите не треба да бидат загрижени за меланомот или карциномот на кожа? Па генерално и тоа е некој како младите повеќе нели мислат на надворешниот изглед, на како да ја зачуваат, да го зачуваат тој младешки изглед, нели
Сакаат малку надворешниот потемен ден, изглед, така, па дали многу се им изложуваат значи. на сонцето и сончевата Меѓутоа, светлина или солариумите и ред други Така, работи тоа се кои што... погрешни постапки, бидејќи всушност потемнетиот тен, еве солариумите генерално, значи само дека кожата ни е оштетена. А за да го зачува тој подолго време тој младешки изглед, бидејќи се дури за жал во последно време дури се плашат од старењето, од брчките и така натаму, доволно е да знаат само дека УВА зрачењето, односно фотооштетувањето или фотостарењето е виновно за 80% од севкупното старење на нашата кожа. Така да ако се штитат од сонцето уште во овие години, значи додека се на 20-тите или пубертетот, адолесценцијата, ќе имаат што подолго младешки изглед и исто така ќе го намалат ризикот за појава на карциноми на кожа за половина. Значи таа секојдневна употреба на заштита од сонце не штити и од предвремено старење, а понатаму и од карциноми на кожа. Со тоа што ќе кажам, иако ретко, меѓутоа знае меланомот да се појави и во помладите години. Како што кажав, и на 27 сме имале пациенти, ама сепак тоа се исклучоци. Најчесто го гледаме во после 4-5 деценија, меѓутоа тоа е кај машката популација, а кај женската популација, токму заради тоа употреба на солариуми и претерано изложување на сонце, на возрастна група помеѓу 19 и 29 години, значи на таа една многу рана возраст, меланомот е прва причина за смртност. Значи, некоја жена доколку почине во таа возраст, тоа најчесто се должи на меланомот или на овие крвните хематолошките карциноми, меѓутоа сепак е тоа не откриен навреме, не откриен во раната фаза, во подоцнежната кога веќе и метастазирал и се проширил, а знае многу брзо да се случи сето тоа, така? Во само неколку месеци. Агресивниот нодуларен меланом е баш од тој тип кој што многу брзо се развива и може многу брзо лошо да заврши. Така да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Јас покасно се уклучив, ме интересира како се вика докторката и каде работи, како се вика клиниката, со амбулантата. Така. Добро, ви благодариме за јавувањето. Ајде ќе го искористиме и овој момент само да најавиме дека во месец мај во рамки на Евромеланома се прават бесплатни дерматолошки прегледи, односно проверка на бенките, нели, со дермоскопски прегледи. Во таа активност се вклучени и вие. Кои се деновите кога ќе може бесплатно да се прегледаат и кој може да дојде, каква е процедурата и постапката? Овој месец резервирани се 30 и 31 мај, значи последните 2 дена во месецот. Прегледите ќе се изведуваат од 10 до 16 часот со претходно закажување. Значи да си резервираат термин. Поентата е јас апелирам да се јават, да се прегледаат бенките, така? Не да дојдат за некој друг кожен проблем. Тоа се вика скрининг за рано откривање на рак на кожа. Значи се ова што го зборувавме досега, било каква промена, ако имаат нешто необично или да немаат, а се на возраст над 5-6 деценија, нека повелат. Така, бројни се активностите во текот на цел месец мај, бидејќи сме на крајот, само сакам да споменеме за она што лично вие го правите во изминативе 3 години. Одите во домовите, во одредени домови за стари лица, па и правите таму прегледи, бидејќи се некако како поранлива категорија со поголем ризика и немаат толку можност да го направат. Немаат толку можност за дермоскопски прегледи, а ова е ризична група во која се веќе наталожени негативните ефекти на УВ зраците. Колку сме постари, толку е поголема можноста да се појави некој карцином на кожата. Ова го правам последниве 3 години, едноставно, како да кажам, поради општествена одговорност, бидејќи секој на свој начин во своето поле на работа може да допринесе за општото добро. Значи, само во средина каде што имаме среќни луѓе и повеќето, значи што не обкружуваат се со добро здравје, ќе бидеме и ние среќни и во добро расположение. А можеме да помогнеме. Јас тоа го правам еве последните 3 години, едноставно сватив дека тоа е ризична група и дека може со многу малку вложено време и труд многу да се постигне. Значи последниот преглед беше сега во
февруари, претходно во јануари, во некои домови веќе и по втор пат сум била. И тие се многу благодарни, значи возрастните сепак се една фрагилна група, фрагилна возрастна група која што буквално и треба било која помош која може еве да ја пружиме И секој малку во повеќе своето. внимание на тој начин, така со самиот преглед веќе и внимание им посветувате. Ви благодарам, доктор Верче, за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник.